Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е во дводневна посета на Белгија, при што оствари средба со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. На средбата Иванов побарал од Туск деблокирање на Македонија и почеток на пристапните преговори. Во фокусот на разговорите со Туск се најде и прашањето со мигрантската криза, за која председателот ги посочува новите маршрути на мигрантите преку Бугарија и Романија кон Европа. Веќе 27 месеци македонските безбедносни сили во соработка со европските полицајци ја обезбедуваат границата, вели Иванов. Според председателот, Македонија е транзитна држава и не е во состојба да прима мигранти, кога и Полска, Чешка, Словачка, Унгарија веќе одбија тие да бидат распоредени на нивна територија. Ние 2015-2016 изградивме став дека Македонија има капацитет само за 2000 и тоа транзит. И затоа нашите капацитети беа ставени на влез и на излез по капацитет по 1000. И нашиот капацитет е само за транзит. Но тоа сега зависи од новата влада како ќе се постави и како ќе успее тој наш изграден став да го одржи, бидејќи притисоци ќе има секојаш. Голем дел од мигрантите што немаат можност да добијат азил, некаде треба да се однесат. Македонскиот председател одредување датум за почеток на преговорите за членство во Европската унија побара уште еднаш во Брисел. Во својот говор на форумот Кран Монтана, одложувањето на проширувањето на унијата на Балканот и во Македонија предизвика комбинација на економска и безбедносна криза, ранливост што овозможува однадвор аспирантите да бидат дестабилизирани. Конкурентноста на регионалниот за пристап на глобалниот пазар е помогната со иницијативата 16+1, истакна председателот.